Холдингот како форма на поврзување на деловните субјекти во насока на постигнување на подобри деловни резултати е организацијски облик кој што постои и успешно функционира во голем број законодавства и токму заради тоа нашата цел е да овозможиме и во нашето законодавство да се преземат мерки и активности кои што ќе бидат во насока на унапредување на работењето на поврзаните субјекти. Имајќи го предвид фактот дека во домашната регулатива е уредено законски работењето на поврзаните друштва, но сепак не се споменува холдингот како посебен термин во домашната регулатива. Цениме дека во Законот за трговски друштва, каде што всушност се уредени прашањата поврзани со контролата и надзорот на поврзаните друштва, финансиското известување и сите прашања кои што се поврзани со учеството на повеќе трговски друштва и нивната поврзаност и работење, треба да биде уреден и терминолошки усогласен делот што се однесува на функционирањето на холдингот како организацијски облик и како таков да може да се применува во секојдневната терминологија, практика и работење. Во делот на функционирањето на холдинг компаниите недостасува или потребно е да се воспостави посебен даночен режим кој што би бил во насока на подготвување на и поефикасно работење на поврзаните друштва. Во таа насока денес Стопанската комора на Македонија ќе поднесе иницијатива до владата на Република Македонија со која што ќе се побара да се уреди посебен даночен режим за холдинг друштвата, при што на уредувањето на овој режим се предлага за своја почетна основа да се имаат предвид следните 5 критериуми. Првото е дивидендите кои фирмата ќерка ги исплаќа во холдинг компанијата да бидат ослободени од оданочување. Приходот што холдинг компанијата го остварува при продажба на учество или удел во фирмата ќерка, исто така предлагаме да биде ослободен од оданочување. Третата работа која што се бара е салдото на трансферираните парични средства кои што по својата економска суштина се заеми во рамки на холдингот, да не влегуваат во даночната основа при сочинување на даночниот биланс за финансиската година, како што е, например, заемот од владеачко друштво на фирма ќерка и обратно или заемите на сестринските фирми. Четвртата работа е која што ја бараме е повторно уредување на можноста трговските друштва кои што се поврзани во холдинг компанијата да може да поднесуваат консолидиран даночен биланс и последното и особено значајно барање е да се создаде законска основа да може распределбата на добивката од работењето во тековната година на фирмата ќерка, која што е основана со определен поголем процент на учество од холдинг компанијата, односно владеачкото друштво, да се евидентира како приход и да се објави во годишната сметка на холдинг компанијата во истата година. Во насока на последното барање е и иницијативата која што и минатата година Стопанската комора на Македонија ја поднесе до Министерството за финансии, а во денешната иницијатива повторно се инсистира на прифаќање на нашето барање кое што се состои во ажурирање на сите меѓународни стандарди за финансиско известување и примена во домашното законодавство. Именно согласно Законот за трговски друштва, меѓународните стандарди за финансиско известување и меѓународните стандарди за финансиско известување за мали и средни субјекти се ажурираат на годишна основа за да бидат усогласени со тековните стандарди, така како што се дополнети, изменети или усвоени од страна на Одборот за меѓународни сметководствени стандарди. Во нашето законодавство овие стандарди не се во целост дел од домашното законодавство, од причина што по 2009 година истите не се преведени и како такви не се објавени во службен весник на Република Македонија за да можат да бидат применети и имплементирани во домашната регулатива. Сето тоа создава големи проблеми во практиката за поврзаните субјекти, но и за другите трговски друштва, како домашни, така и странски, а влијае соодветно и на правната сигурност и на интересот нивен за инвестирање и развој воопшто на домашното стопанство.
Од таа причина инсистираме и апелираме да меѓународните стандарди за финансиско известување, меѓународните сметководствени стандарди, кои што доколку би биле применети во целост интегрално, онака како што се донесени од меѓународниот одбор, да може да бидат применливи во домашното законодавство, на таков начин ќе се овозможи и реализација на некои од претходно наведените наши барања или критериуми кои што треба да се најдат во регулативата што ќе биде предмет на менување, кој што ќе овозможи улеснет даночен третман на холдинг компаниите. Регулативата која што треба да се менува го опфаќа даноците пред се измените во Законот за данок на добивка, Законот за данок на додадена вредност, определени мали прилагодувања измени во Законот за трговски друштва и други закони со кои што е поврзано работењето на холдинг компаниите. Цениме дека нашата иницијатива ќе биде прифатена и ќе се овозможи унапредување на растот и развојот на поврзаните друштва во Република Македонија, секако почитувајќи ги сите правила на заштита на конкуренцијата и не навлегувајќи, односно нарешувајќи го тој концепт на соодветна независност и непристрасност во работењето на друштвата кои што влегуваат во рамки на поврзаните друштва. Во врска со ова прашање ние минатата година организиравме една тркалезна маса на која што нашите членки укажаа на сите овие барања и на потребата од воспоставување на и законско нормирање на холдингот и повластен даночен режим на холдинг компаниите, односно посебен даночен режим. На тркалезната маса која што се одржа во февруари минатата година се востанови дека не е потребно посебно законско нормирање на холдингот, затоа што тоа постои како форма со тоа што во Законот за трговски друштва се нарекува поврзани друштва, а не се употребува терминот холдинг. Меѓутоа, во делот на прашањата кои што се поврзани со функционирањето на овие поврзани друштва, како на пример контрола и надзор, известување, управување, поднесување финансиски извештаи и водење на деловни книги се прашања кои што се уредени во моментот во Законот за трговски друштва, а недостасуваат или можеби сметаме дека се повеќе потребни работите поврзани со даночниот третман на овие поврзани друштва, за да може самите по себе да остварат својата цел и да имаат интерес од таквото поврзување.